Добро дојдовте во 18-тата епизода на Надкаст. Јас сум Љупчо Цветановски. Честит 1 мај, ден на работникот, да сте ни живи и здрави. Имам чест на овој ден, мој гостин, да биде пратеник од Љупчо Пренџов. Добре дојде. Добро најдов, добро вечер на сите кои што не следат. Да го читаме 1 мај, денот на работникот, како што кажавте и вие, и да посакаме да имаме убава емисија. Пратениче, прв пат после долго време во Македонија се случи нешто, едно испитување на јавно мислење кое што укажа на убави работи. Меѓу другото, за прв пат после 10-15 години, македонецот или македонскиот граѓанин е повеќе заинтересиран и загрежен за економијата, економската состојба на своето семејство, отколку за корупцијата. Еден феномен, би рекли, имајќи предвид дека и не обременува и натаму, но претходно тоа беше најголемиот и главниот проблем. Што мислиш, на што се должи оваа промена, која што се случи после многу долго време? Добро, прво сакам да кажам дека сум среќен заради тоа. Наистина сум многу среќен, затоа што додека го поставувавте прашањето ми навираше многу емисии сме имале заедно изминативе години. И во многу емисии секогаш сум истакнувал дека според мене економијата треба да биде центарот на вниманието помеѓу нашите граѓани во нашите дискусии и дневна политика, тука мислам пред се, и во собранието, затоа што една од основните работи на секоја политичка номенклатура која што оди на избори пред да дојде на власт е како да го подобри животот, секојдневниот живот на, како што се вели, обичниот човек. Сите сме ние обични луѓе кои што живееме во државата, а потоа кога ќе дојдат на власт зборуваат за тривијални теми. Ако ги отворите вестите изминатиот период ќе видите дека се многу слични низ годините наназад. И еве сега после 10-11 месеци нова влада, ново управувачко мнозинство, почнуваме да зборуваме за економија, почнуваме да зборуваме за сериозни реформи, почнуваме да разговараме каде колку се покачила патата и дали е доволно или не, а не зборуваме за ретроградни прашања од кои што никој нема никаков бенефит. И наистина тоа е добро и ова мора да продолжи. Ова е само почетокот, јас сум сигурен, и дека во следниот период ќе разговараме повеќе на економијата, повеќе на секојдневието, повеќе на оние мали, микро, поголеми и големи успеси кои што ќе се случуваат на Република Македонија, бидејќи после толку многу години живење во практично едно општество кое што никој не го посакува, надежта е сега многу голема, бидејќи почнува да се чувствува. Интересен момент, анкетата излегува во неделата, за да во средата веќе ви се погодат некои бројки, односно 5,2% беше зголемено индустријско производство, но и намален јавен долг веќе во средата, односно вчера. И нив ли ги наместивте како анкетата што велат сте платиле анкетата и бројки ве ги наместивте на Државен завод за статистика, на јавниот долг? Никој не плаќа анкета, но она кое што го кажавте ви се погоди. Верувајте дека во политика и во водење на држава рядко, скоро никогаш ништо не ви се погодува и ништо не е случајно, мора да се одработи. Сакам да апострофирам и да информирам јавноста дека изминатата година, кога се смени политичката номенклатура, кога дојде новата влада, истото тоа индустријско производство имаше пад од 7%. Денес тие 7% се вратени, се дојдени на 0 и се 5% зголемени. Разликата е речиси 13% од лани, од јуни до сега до март месец. И навистина треба да бидеме сите горди заради тоа, бидејќи таа е наша македонска индустрија. Често пати кога ќе отидеме да разговараме со луѓе, дали тоа е во Скопје, дали е во други градови, дали е во населени места, во села, често пати зборуваме ние, знаете, Македонија има многу храна, треба да се преработи таа храна, и токму една од оние индустрии кои што предничат во оваа денеска бројка е токму преработувачката индустрија. Тоа е прво, и она кое што исто така многу ме радува е тоа што за прв пат после долго време имаме двоцифрен раст на производството на енергија во државата, и практично она кое што се работеше во изминатиот период, за кое што често пати бевме критикувани неосновано од страна на опозицијата, еве сега бројките си го покажуваат своето. Тоа е статистика, тука нема како вие сакате или не сакате, тука се
Тоа е статистика практично е огледало за тоа што сработила владата во изминатиот период и за прв пат после долго време гледаме дека работата е добро сработена. Значи не ги плативте бројките да ги наместите. Не може да сакате да ги платите. Така, но како гледаш на тој момент кој што се повторува во неколку наврати, кога нешто ќе излезе, а не им одговара, еден председател на партија тоа неколку пати го кажа во 2 интервјуа поред речиси, дека анкетата нема што да ја коментирам, таа е платена од власта. Како тоа плативте во МКДМК, поднесовте пари и мислам, Видете, не, сериозно, тоа се важни вести. Како си го дозволува? Јас не се оптеретувам да. со тоа што кажала опозицијата, што кажал СДСМ, Левица или ДУИ. Воопшто не се оптеретувам. Она кое што мене ме интересира е тоа што во изминатиот период и покрај сите критики и покрај тоа што да видиме реални, оваа вода немаше ни 10 дена, не 100 дена, ни еден ден немаше, што се вели меден месец, бевме континуирано напаѓани од страна на разни протагонисти, дали се политички партии или во близина на тие политички партии, но она кое што мене ме радува е тоа што во изминатиот период направивме огромно покачување на платите во образованието, на сите образовни работници, од наставници, професори на факултет, така натаму, дури кога дека не се случува тоа да биде ад хок за моментот, дури беше за нареди 4 години колку ќе се покачуваат и на пример сега секој човек знае кој што работи во образованието во следните 4 години за колку ќе му се покачи платата, тоа ќе биде скоро 46% кумулативно, што за 4 години е дискутабилно дали е многу или малку, како никогаш до сега. И се враќаме на почетокот на оваа емисија, разговараме за економија. Дали 46% покачување е доволно и дали треба повеќе или не треба толку. И тоа е тема која што наистина ми е драго што ќе се разговара. Драго ми е тоа што се покачени платите и на здравствените работници. Драго ми е тоа што сега и полицијата зема покачување од 10%. Тоа се огромни целни групи. Особено ми е драго што исправивме на голема историска неправда од страна на 90-тите години, кога многу луѓе кои што ги прехрануваа собствените семејства работејки од утре до вечер, од рано наутро до доцна на вечер, со цел да ги прехранат своите семејства. Тие луѓе често пати дали заради неинформираност, дали заради многу проблеми во општеството, немале ниту отидено да видат дали тој што им е нив газда или собственик на компанијата во која што тие работа плаќал пензиско и здравствено. Знаеме дека имаме огромни гапови на граѓани кои што не им беше упишан стажот, кој што поштено го изработиле во Република Македонија, во оваа држава во 90-тите години, и со покачувањето ветрено од 5000 денари на секој пензионер линеарно, мислам дека ќе оние навистина огромен број на граѓани кои што, како што ви кажав, едно е вие да не работите целиот живот, да седите дома или да работите 15, 16, 17 години, да земате минимална пензија, тогаш имаме еден случај. Но доколку вие цело време работите, а 10 или 12 години ви фалат во вашиот стаж, а вие поштено сте го изработиле и оваа држава била должна да се грижи таа неправда вас да не ви се случи, не се грижела во 90-тите години. Опјачкани беа и фирмите и граѓаните и сега ми е многу драго што оваа историска неправда колку толку ја исправаме или барем ја залечуваме со тие 5000 денари кои што беа ветување кое што, ако се сеќавате уште во кампања, тоа не може да се случи, тоа е невозможно, тоа нема теоретски шанси. Ние рековме за една година максимум ќе се случи за 9 месеци и навистина тоа е добро и практично тоа е наша работа. Тоа нас не е работа, со задоволство си работиме таа работа. Нас не е работа, тоа сме го кога сме барале поддршката од граѓаните, сме барале на терен, сме барале ки вас на подкаст, на емисија, на телевизија, сме ја добили, сега ние тоа работи, наистина сум среќен што работите конечно во Македонија се движат и сега се враќаме на анкетата. Тоа се тие бројки се едно наистина голема сатисфакција за сите нас и уште поголема одговорност да продолжиме уште по-жестоко сите своји изборни ветувања, се со цел кога ќе дојдат парламентарните избори со чист образ да отвориме програмата, да кажеме се сме реализирале и плюс сме реализирале и со чиста образ и мирна совест да побараме уште еден мандат во следниот период.
ви поставија многу невозможни мисии, токму работи кои што би самиот ги кажа, невозможно е ова, невозможно е она, ѓоамити Том Круз требаше да бидете од гледна точка на оние предходните, зошто велеа дека е невозможно да не ги примите Дуи во коалиција, испадна дека било возможно, дека е невозможно и дека прво што ќе направите кога ќе дојдете на власт, еве помина 10 месеца веќе и повеќе, ќе ги прифатите уставните измени и ќе ги внесете бугарите нели во уставот, испадна дека па и не морало баш така да биде. Велеа невозможно е да се распушти судскиот совет, да, невозможно е заради законските рамки, но еве собранието, законодавниот дом и изгласа недоверба. Многу невозможни работи кои што беа невозможни во времето и од гледна точка, од аспект на СДСМ и ДУИ, сега испадна дека биле возможни, како што било возможно и Артан Груби да е онаму каде што е во бегство, како што е возможно да се фатат криминалците од Грчец, па еден куп други кои што сите знаевме дека се краде во ФИТР, дека во Фондот за иновации, дека во СМ лотаријата, да не зборуваме, но еве испадна дека возможни биле работите. Зошто толку голем контраст има меѓу оваа влада и таа? Зошто за нив тие работи да толку невозможни? Конгломератот праша дека се тоа целата состојба, еве да, ако сакате ќе објасниме. Например, порано се сеќавам кога Артан Груби ќе излезеше на некоја телевизија, на некој медиум, тоа беше проследено со одушевување од страна на членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Сеќавам кога влегуваше во собранието, тие замолкнуваа, некоја страво почит има кон Артан Груби. Ние се прашувавме и сега и тогаш зошто е тоа така и зошто има потреба било од кој да има страво почит, ако е криминалец кој да го затвори, ќе има кривични пријави, ако не, се разбира, поради дека има право што мисли, по тоа граѓаните одлучуваат. И за Дуи точно дека не ни верува. Јас со вас неколку пати сум дебатирал, дури и вие, ама чекај сега, можно ли е барем малку да ги земете? Не е можно воопшто да ги земеме. Тоа нас не е императив и тоа им го соопштивме низ една година пред да им кажеме ќе бидат во опозиција. Јас често пати знам да кажам, во собранието имаме така дебати со координаторот нивни на пратничката група Блери Беџети и така тој првите декаде до нова година цело време плачеше по власт. Сега веќе му е јасно дека нема да биде власт. Јасно дека долго време ќе биде во опозиција, ќе треба да се навикнува на животот во опозиција. Да, сега плаче, видете му ги изјавите, сега плаче зашто е во опозиција и тоа е добро, тоа е чекор напред, бидејќи ја сваќаш реалноста дека ќе бидеш долго време во опозиција. Дуи со вака со Али Ахмети на чело и со тоа раководство, мислам дека уште долго време ќе остане во опозиција. Многу луѓе не им се веруваше дека тоа ќе случи после 20 и неколку години. Многу луѓе ни кажуваа, ама знаете, толку и толку премиери наши, Али Ахмети ги има смене, затоа ја останат. Добро, да, тоа е точно, може да се гледа на еден начин, може да се гледа на друг начин. Ние сме друга политичка генерација, ние тоа ќе го направиме што го ветуваме. Зошто со лесноти ја го правиме ова, бидејќи навистина ве гледате во како јас се однесувам и во собранието и на дебатни емисии, кога сум и со политички ривали, кога сум и на интервју, и во подкаст, и во надкаст, тогаш тоа е затоа што со нас тие знаат дека не може да се договараат, не можат да преговараат, не може да подмитат, не може да правиме некои нивни шеми кои што си ги правеле порано. Имаме чиста сметка со било кого, со било која политичка партија, со било која политичка структура, и се знае. Законот е тој кој што кажува ние што треба да правиме, секој оној кој што е во рамки на законот и е наш политички ривал, ние го почитуваме, ќе се преваруваме, ќе зборуваме, ние ќе работиме. Се разбира мора да има опозиција која што ќе каже дали е задоволна, дали сме така што треба подобро да биде во општеството. Секој оној кој што е направил криминал, независно на која позиција бил, дали е бил попредседател на влада, дали бил не знам министер, дали бил поранешен премиер, дали бил било што, тој ќе си одговара. Дали вистината ја кажа Али Ахмети во моментот кога Артан Груби беше ставен на црна листа, но се уште не беше од пишаните, бидејќи се уште не испаднаа криминалите кои што нели се знаеа, но МВР немаше реагирано нити јавното обвинителство и во едно соопштение за кај што не се огради меѓу другото, тој не се огради од Артан Груби иако беше ставен на црната листа, кажа една работа многу битна која што сите така ја прескокна. Тој кажа дека Артан Груби, човекот кој што долги години ја водеше оваа влада и оваа земја. Со тоа призна меѓу другото,
не сакајќи дека Артан Груби беше, како што знаевме сите, она што го кажа ти, оној пиетет и молчење, леле влегол Артан и паѓа во несвесно, издржаа за него, тој бидна што бидна, фати штрафта джафте во белиот свет, но еве сега со Крешник не можеа да издржат. Вчера тој повика, не Ахмети лично, но во соопштението на ДУИ, повика за издегување на улица, иако тоа го повика и кога изгубија на избори, не знаеа каде се наоѓаат и на неколку пати повикуваа, па ги снемуваше најнаш, мислам дека амбасадорката Агилер ги смири еднаш неколку пати кога еднаш два пати кога сака, но еве сега повторно повикуваат на улица заради некаква си селективна правда во која што албанскиот народ, кој што ДУИ се представува дека бил нели тормозен и нападнат од вас, од актуелната власт. Повторно ќе се обидам да објаснам целата ситуација. За разлика од како до сега, колку да звучи како политичко клише, но тоа е навистина голема и жална вистина за Македонија. Добро е тоа што се гледа сонцето, лошо е тоа што не се случуваше до сега. Како до сега нема веќе. Видете, вие да сте Министерство за внатрешни работи, практично вие сте држава во делот на униформата, секој сусрет со униформа е со државата. Вие, например, за случајот Ласкерци, за случајот живи луѓени гореа во Бугарија, за модуларната болница кој така живи луѓени изгорени, што граѓани, дали знаете вие дека МВР нема поднесено ниту една кривична пријава? Ниту една кривична пријава. Кабелот бил крив. Так. Разликата е тоа што наместо кабелот е крив, сега има 60 имиња и презимиња кои што се осомничени за виновни. Не е кабелот виновен, 60 и кусур имиња и презимиња осомничени и правни лица, фирми, се осомничени за виновни. Во старт имаме голема разлика и мислам дека 5 кривични пријави има в МВР поднесено, во кое што некаде се мучат 8, некаде 12 луѓе, зависи тоа што се случувало. се проширува истрагата, нема ни да застане тука најверојатно. Се уште трае истрагата, кога ќе заврши, кога ќе стигне на суд, тогаш ќе видиме доказите, ќе видиме кој зашто е обвинет, кој по кој член е обвинет и тогаш може да разговараме малку и поддлабоко и поддетално, бидејќи овака би било. Сега, дали во тие 60 луѓе има членови на Социјалдемократскиот сојуз? Има. Дали има членови на ДУИ? Има. Дали има членови на ВМРО ДПМН? Исто така? Има. Дали има актуелен министер? Има и така натаму. Тоа не е затоа што некој е член на некоја политичка партија, тоа не е затоа што некој извршува некоја функција во моментот, тоа не е затоа што некој во изминатиот период извршувал некоја друга функција. Правдата е слепа, таа не гледа кој има спроти себе. Едноставно законот смета така, се огрешиле кон законот или има, да бидам прецизен, основани сомненија дека се огрешиле према законот и тие излегуваат ки обвинител, потоа ќе одат на суд и ќе видиме што се случувало. Тоа е демократија. Тоа е правна држава и ние за тоа се боревме. Ние за тоа да баравме поддршка, велевме луѓе. Ако ние дојдеме на власт, ќе го почитуваме законот. Нема да гледаме кој која функција извршува, нема да гледаме кој која функција ја извршувал и нема да гледаме кој од која политичка провениенција е. Нема да гледаме кој од која етничка заедница е и нема да гледаме кој на која партија и припаѓа. Работиш по закон или не работиш по закон, тоа нас не интересира, тоа се случува и мораме да се навикнеме дека ова ќе биде новото нормално и ова кое што ние сега си го викаме ново нормално, во цел нормален демократски свет е една ситуација која што со години трае така и тоа е демократија. Почитување на правото. Така. ДУИ се обидува да злоупотреби трагедијата на свој начин, секогаш нели терајки дека ова е против албанците и слично. Во меѓувреме и СДСМ постојано обвинува за некаква си селективност, иако набројати дека има и од сите страни засегнати и партии и се, но нема од сите страни, ја тоа го кажав како фигуративно. Така, добро. Точно е дека тие луѓе во својот живот, некој обоволија функција, биле член на партија, како секој ние од нас, член си на некој пример мотодружство. Така, нема тука партија, тука има криминалец или не. Вие сте човек кој што согласно обвинителството сте осомничен дека сте се огрешили од закон. И така треба да ги гледаме работите, а не да ги гледаме работите кој порано или сега или во не знам што припаѓа на некоја групација. Тоа навистина мораме да го исчистиме од нашата реторика. И тука сега што малце ви упаднав, но тука гледате дека ДУИ е нереформирана партија. Никаде во Европа немаме ние оваква дискусија
помеѓу политичките партии да дискутираат за луѓето кои што се осомничени за сторен или за сторување или несторување нешто согласно закон. Или да протестираат, не дај Боже, заради тоа што нивни член осомничен за криминал, Сега што може би ќе се докаже. Тоа е јавно, Да. тоа е јавно, сте го кажа. Вие имате како се вика фалс документ ваден со години. Политичката номенклатура на ДУИ предлагала кадар во тоа министерство со години. Така. Се претпоставувам дека тука се разговара, сигурно има нешто, не е ништо случајно направено, или да видиме што ќе се случи понатаму. Јас не сакам да прejudicирам на ништо, не сакам да набедувам никого, но едноставно само сакам да патам пораката. Луѓе, дајте да престанеме да ја матиме водата. Не ни е од интерес на никого. Значи, ако некој нешто сторил, независно дали е министер или бил министер, дали е албанец, македонец, турчин, дали е ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ или друга партија, дали е православен, дали е атеист, дали е муслиман, тргнете ги тие работи. Имаме лице со иницијали кое што е осомничено за прекршување на законот. И толку, и тоа не смее да биде тема на политичка дебата во собранието и да се злоупотребува и да се обидуваме да правиме политички поени. Не можеме на се да правиме политички поени. Некои се некрофили во собранието, овие други на ова прават политички поени. Луѓе, се сменија времињата, 21 веќе. Нова генерација има, нови политики има. Дајте, реформирајте се, падете го чекорот, интерес на државата е. Дали најдобар показател на новата свест и нели она што се случува во Македонија беше моментот кога во обид на собирање токму на ефтини политички поени на крилјата на трагедијата на она што се случи во Кочани, завчера Филипче, Цаци, меѓу нив беше и министерката Тренчевска поранешна, нели, и ред други луѓе беа свиркани кога се обидоа да го направат тоа со ефтините политички поени, доаѓајќи кај оние семејствата од Кочани починатите кои што протестираа, но завршија неславно. Не знам кој им го прави пиарот и кој им препорача такво нешто, но очебино не си го познаваат народот. Завршија со убици, што веќе не, што очекуваат таму дека ќе ги прифатат и ќе добијат гласови со тоа што ќе изразат поддршка за такво нешто. Како гледаш на овој момент? Мислам, многу непресметливо, ама обидо таа некрофилија повторно на вакво нешто да правиш политички поени, па повеќе од бедно и левица се обиде да го направи. Тоа меѓу другото се појавија таму, верувале или не, Вилма Русковска и Фрчковски се појави, сачове, Боже, што ви рекле, ама ликови кои што навистина никој не би посакал да ги види таму каде што беа непа. Јас, Липчо, секојаш ќе користам приликата кога ќе дојде оваа тема да не знам по кој пат изразам сочувство во сите оние кои што изгубија таму свој близок, свој челат. Исто така посакувам побрзо да оздрават оние кои што се повредени, тешки ќе бидат тие заклепнувања со месеци ќе траат во следниот период. И како човек, како политичар, долго време сум во јавниот живот. Јас наистина не очекував дека дел од политиката ќе го допре ова дно. И мене ми е многу жал поради тоа. Наистина ми е многу жал поради тоа што така дојде работава да ако си имал прилика да покачиш потим образование, не си покачил, си имал прилика да направиш правна држава, не си ја направил, си ветувал на граѓаните многу. Знаете, заедно што ветуваше 2017 година, брда и долини, апсање на сите, враќање на 5 милиарди, Македонија правење на Швајцарија, ништо од тоа се беше лага, огромна лага излезе на крај. Си имал шанса 7 години да направиш нешто, ништо не си направил, држава да се вратил назад со години, наназад. Граѓаните потоа од апсолутна власт, се кевате 2017 има они синдикални беа нивни, Стево Пендаровски беше председател на држава, цела влада беше на СДСМ. На наш паѓате на нула, че тоа е сериозно лажење на граѓаните и тие практично ви даваат црвен картон, ве плаќаат во длабока опозиција. Со овој памет, ако продолжат, мислиме ка следните избори ќе бидат пратени во изумирање на политичката сцена. Не го посакувам никој, али така се однесуваат. И наистина, кога ќе видам дека вакви трагедии, од овакви трагедии некои се, тука пред се мислам на левица, да видам сакам конкретен, се обидуваат да направат политички поени, мислејќи дека на ниски страсти, мислејќи дека на солзите, на маката на оние луѓе
ќе добијат симпатија и пред се емпатија од целото наше општество. Наистина тоа ги пробива целото дно, но при тоа забораваат дека ова не се 90-те години, забораваат дека денес се гледа, дека нашите сограѓани, за разлика од 92 година, сега веќе одамна се полнолетни, веќе се во сериозна фаза од демократијата сме навезени како општество и затоа граѓаните со 1:3 или 1:4 беше по анкетите сме дека добро се справуваме со работите во Кочани. Ништо назад нема да ги врати. 70% наспрема 23 негативни. Значи ништо така беше и гласањето во Собрание 72:20. Ништо нема да ги врати тие деца, но ние мора да направиме систем и се прави тој систем да никогаш никому ништо вакво слично не се повтори. И пак ќе кажам, навистина не очекува како човек пред се, како интелектуалец, како човек кој што е во јавниот живот, како човек кој што ги знам сите оние политички чинители кои што ги гледаме на малите екрани како се не очекував дека волку длабоко ќе го пробијат дното и ќе се обидат да направат ова е нечовечко однесување, особено оно од левица што се случува во собранието, наистина дечките што купија подрум со приземје, секој купува стан со подрум, приземје со подрум, тие купија. Така беа зборовите точно на Апасиев. Купивме подрум со приземје. Не купуваш подрум со приземје. Купуваш приземје со подрум. Логиката на агенцијата на недвижнините и било што така оди. Купуваш стан со подрум. Не купуваш. Него може да му минат работите само помеѓу неговите во тоа како се вика президимот или како се вика тоа. Атавизам во тоа на претходно што е интересно е тоа што сега кога се обидува ова дното што го пробија неколку пати што зборувавме, тој не беше присутен. Така. И остави неговите интерпелацијата на не беше присутен во собранието. Да, знам дека вие барате МВР да одговара и го обвинувате за монструозни работи се зборуваа, доколку ги следите нивните јавни настави преку социјалните мрежи, тоа наистина монструозно вака изгледаше. И кога толку многу такво нешто не јавувате, потоа не се појавувате во собрание, туку ги оставате вашите сопартици сами, тоа кажува многу за вас. Но тоа го кажуваат и анкетите. Вика една работа дека неговиот рейтинг е 2,7, но има еден проблем друг, разликата на грешката, маргината на грешка е 3% на анкетата, што значи дека може да сте минус во минус 3 да сте, што од друга страна пак ајде тој 2,7, Венко Филипче има 3,8 рейтинг, идентичен со рейтингот на Таравари, за да го стави, значи не е ни на сигурно трето, можеби е на четврто место, зашто пред него е Али Ахмети со 6,2, кој што еве да му ги скинеш тие 3, ќе биде на 3,2, а Венко ќе биде на 0,8 ако е минус, што е така интересна бројка, а за разлика од нив Христијан Мицковски е 25,7, односно соодносот е 7:1 со Венко Филипче. Сето она што го коментиравме до сега ги доведе до тоа 7:1 и многу повеќе можеби. Или 1:10 со другиот. Видете, тоа ќе го коментирам Филипче СДСМ. Тоа е заслужен. Не го случајно таков рейтингот. Не е случајно дуи втора партија во Македонија СДСМ. Уште кога тој дојде со багаж од афери, знаеш колку, и експертите велја ова е кецна десетка за ВМРО, ДПМН и коалицијата, затоа што доаѓа човек со багаж и со неколку скандали и афери зад собственото име. Требаше да стават некој чист, макар како оној Ковачевски кој што никој не ни знаеше од каде испадна, ама немаше афери, после се ги направи со жената, с фотоволтаиците и сето натаму, но дојде необременет со багаж. Ние се трудиме и со Венко Филипче да ја покажеме и тука една нова политичка димензија, нова политичка култура. Ако се сеќавате, тој побара средба со премиерот Христијан Мицковски, која што доби таа средба во рамки на владата. Не, тој побара лидерска, но премиерот му рече не може, што ќе правиме да се собираме као племенски поглавари, дојди заедно ако има нешто. Така што многу ми го протолкуваат тоа погрешно. Тоа беше по предлог значи на Христијан Мицковски, а не на Филипче, но не се одржа. Не е битно формата, битна е суштината. Нова политичка култура. Суштината е нова политичка култура во која што
иако ние сметаме, јас лично сметам дека тој е тотално некредибилен да биде председател на било која политичка партија, ниту ПНС, сметам било која друга политичка партија. Сметам дека тоа што го направи во здравството и го остави, тоа е така негов споменик кој што ќе ни остане. За онкологија уште ја сме завршили, таму треба да видиме што ќе се случува, но тие си го избрале, тоа е нивни. И ние велиме, добро, ние почитуваме опозиција, кажете, дајте што предлозимате за развојот на Република Македонија. Ова до сега го немало. Но им беше чудно. Вака се однесува развиениот, демократски и цивилизиран свет. Ме разбирате? Овака се однесува. Сеќавате кој што се случуваше, ние сме ги молеле. Господин Светановски, сме ги молеле во собрание. Дајте земете не ке за Бугарија да преговараме заедно. Дајте земете не да имаме унисон став. Дайте земете не и нас како опозиција да заличиме надворна држава. Дайте земете не ќе ги зацврстиме нашите позиции. Отидоа, што би рекле тие, како шверцери, у Бугарија Бујар Османи отиде да потпише протоколи со кои што ни блокираше еднината на 2 милиони луѓе и на сите следни генерации кон Европската унија. Тоа е таа разлика која сакаме да покажеме на секое поле, дека Република Македонија не е истата држава. Поминаа само 10 месеци, има уште 3 години. Се надеваме ќе го заокружиме тој процес не само на нови странски инвестиции, рекордни до сега, не само на подобра и рекордно подобра економска состојба, не само на енергетска независност која што ќе има Република Македонија, една од ретките држави која што е енергетски независна држава, сама си ја произведува својата потреба за енергија, туку и во политичката култура помеѓу невладиниот сектор, помеѓу политичките партии, да направиме една нормална состојба. И ќе продолжиме тоа да го правиме. Пак ќе кажам, многу ни е драго тоа што граѓаните тоа го препознаваат, ги препознаваат промените, знаат дека преку ноќ ништо не се случува. Знаат дека се гледа сонцето веќе, надофат се подобри денови и јас сум убеден дека во следниот период ни следи така, особено од делот на економијата е таков инвестиционен бум, каков што Република Македонија не памети, па ќе кажам, тоа овие граѓани ние сте го заслужуваме. Интересен феномен е и моментот како власта и опозицијата ги промени СРСМ. Променивте вие многу работи, но и тие се промени. Она што го спомена околу францускиот предлог кој што го прифатија, како што го прифатија, додека десетици илјади луѓе маршираа, полиците марширавме. Вие баравте да не го прават тоа што го направија, тие не земаа ништо во предвид, ниту народот, ниту опозицијата, никому ништо, ја направија најголемата глупост во македонските евроинтеграции, го пишаа тој француски предлог. За да 2 години потоа, минатата недела, Филипче излезе и изјави, ако бидеме едногласни во однос на ставот за Европската унија, никој не може да не победи, најмногу ќе бидеме силни. И стоиш вака, не ти се верува едноставно. Чекај. Сега во опозиција им се менува некако перспективата и приказката, нели, но зошто им се промени рейтинзите, го кажаа тоа? Да, имаме еден интересен феномен, повторно во таа анкета што ја плативте, нели? 52% од граѓаните ќе гласаат на следните избори, така беше прашањето, за кого би гласале? За ВМРО, ДПМН и коалицијата. Не се случи во македонската историја. Да, повеќе од сите заедно, тука не се вашите коалициони партнери, ниту знам, ниту вреди, нема никој настрана опозицијата и се, 52% од граѓаните и покрај, замисли Кочани што се случи таа трагедија и се, но еве 52% велат ќе гласаат за вас. Ама еве да видиме реално. Јас разговарам со многу граѓани. Тоа ми работа. Многу не им се веруваше дека ќе се влезе жестоко во секторот на игри на среќа. На коцкарници. Влеговме внатре? Да. Влеговме. Се растури таа шема на корупција и криминал? Се растури. На никого овие 20 години им се веруваше дека докторите кои што одлучуваат кој колкава пензија ќе земи, кога ќе оди во пензија, дека ќе им се влезе и тоа им во повеќе градови наеднаш. Па ете го тоа, исто така. Тоа беше исто јавна тајна, да. Така се случи. Да. Троцифрен е бројот на избркани полициски службеници од МВР. Бидејќи голем дел од криминалот во изминатиот период беше внатре во МВР, не беше само надвор од МВР. И не може да очекувате криминалци да гонат криминалци. Внатре троцифрена е бројката на избркани полициски службеници. Никому не му се веруваше дека
внатре во канцелариите на МВР се прават претреси. И тоа се случи. Внатре во канцелариите на МВР се правеа претреси на определени полиски. И во затворите службеници. се правеше тоа. Во затворите се правеа огромни претреси. Еве гледаме да ноември што се случува со директорот на санкции. Му го запалија Му го домот. запалија домот, да, тоа е немоќ на криминалот. Така криминалот клекнува пред правдата. Така криминалот се гуши, и така криминалот ќе исчезне. Ова се последните крици на криминалот со палење на домови на определени функционери кои што директно во затворите создаваат ред и поредок. И жилави се, но ние точно знаеме што правиме. Еве гледате во многу сектори се влезе, во многу сектори многу луѓе се уапсени. Овие главниве банди за продажба на дрога по Скопје не постојат. Грчеците знаев. Тие Грчец, како се вика, Бела Ноца. Сите знаевме во фондот за иновации исто дека криминал има невиден дека е и таму наград. исто така се влезе и таму се открија луѓето. Значи не се гледа кој е наспроти законот и едноставно тоа се резултатите кои што за овие неколку месеци се случуваат. При тоа она кое што го прави Панче Тошковски е многу макотрпна работа, бидејќи за вие да ги откриете тие луѓе кои што правеле криминал во изминатиот период, тоа се прави преку папирологија, преку хартии, преку прикривање, преку една, друга, трета, пета фирма. Тоа треба многу работа, но оној крвзов што му влегува во Струмица и се уште немаме обвинение е затоа што има пет камиони со документи на кои што му паѓаат диаманти. Ме разбирате? Сакам да кажам дека се влезе во врховен судија, поранашен јавен обвинител, значи нема пардон према никому. Многу криминал, уште многу криминал има и препоставувам дека и следниот период ќе бидеме сведоци на расчистување и тоа е добро. Дали тоа е добро да се прати пораката дека во ниту еден сектор во Република Македонија не се исплати да правиш криминал. Ќе бидеш фатен и ќе бидеш во затвор. Дали се тоа што го наброја е и дел од приказката што гледана еве повторно таа анкета, апатијата заминува. Зошто? Прв пат во историјата, исто 10-20 години, имаме една бројка која што вели утре да има избори 64,4% од граѓаните ќе излезат. Што е промена многу позитивна, зошто? Затоа што претходно беше многу поголем бројот на оние кои што не сакаат да излезат или велеа не кажувам, односно не знам, секогаш беше поголема од бројот на оние што излегуваат. Еве, на неколку месеци, половина година скоро пред изборите локални, значи скоро 70% од луѓето, скоро 2/3 од луѓето велат ќе излеземе. Тоа е многу добар знак дека завршуваме со апатијата, со она што беше наметнато, што да прави, што ќе прави, што а тие така ни било пишано, тие се на власт, апаши, арами, крадат, колат се што треба, нели, затвараат тоа што не треба, но сега мислам дека се менуваат работите. Да, се менуваат работите и наистина тоа е нешто кое што како феномено на актер или како учесник во политиката, како човек кој што е внатре во работите, наистина сатисфакција која што не може да се опише. Но одговорноста е уште поголема да се продолжи, така, бидејќи знаете како јас тоа сум го зборувал неколку пати, тоа е затоа што ние не само вие 6-7 години живеевме, значи на кој што живеевме во општество полно со негативности, ние ова не се случува нас повеќе од 10 години. Или 10 години кога почнаа тие бомби, од кога почнаа тие шарени револуции, од кога почна деградирање на институции, од кога почна уништување на институции, од кога почна процес да смислено кај граѓаните се ставаше тезата дека сите се исти, немаш потреба да веруваш во институциите, те лажат, сите тие те крадат. Значи, цело време на тоа се работеше. Се работеше да дојдеме ние во ситуација да повеќе од 50% од нашите сограѓани се апатични и да немаат доверба во системот, во ниту еден политичар, да немаат повеќе доверба во институциите. И навистина, еве сега после толку време, самите анкети, самите граѓани кажуваат, тоа е затоа што се работи честно, поштено, одговорно и транспарентно. И се она кој што се работи, кога кажуваме, се гледа, се снима и во собранието, и во водата, секојдневни пресконференции, никој не бега од прашања, никој не бега од дебати. Едноставно, мислам дека чукнемо дрво, работите се движат во добра насока.
За крај, но и да остане така бидејќи како што кажа и самиот, нели, нема да застанете. Така? Нема застанеме. Ама видете, ние не сме дошле ни ова е почетокот на почетокот. Так. Значи 10 месеци само поминаа, инаку нашите планови се многу поголеми од она кое што го зборуваме. Нашите планови пред се во поглед на економијата, во поглед на инвестициите, во поглед на третманот на државата како Република Македонија, како место во кое што ќе инвестираат определени инвеститори, навистина очекуваме во следниот период да имаме многу подобри дискусии, помалку да се навраќаме на она што се случуваше негативното, никогаш да не го заборавиме, бидејќи првиот момент кога ќе го заборавиме тоа што не се случуваше, ќе биде проблематично, никогаш да не го заборавиме, но да не го зборуваме, да зборуваме за убави работи, да зборуваме за нови работни места, да зборуваме за нови технологии, ново ноу-хау во рамки на македонското општество, да зборуваме за нов образовен систем во кој што нашите деца ќе се преваруваат и ќе бидат правенци помеѓу своите во генерациите во Европската Унија, бидејќи тоа е среден и долг процес, ние тоа планираме да го испорачаме, бидејќи, како што кажав, и потрпат ќе повторам, така ќе завршам, сите и најдобрите работи нашите сограѓани и сите ние ги заслужуваме после 30 години во Република Македонија. Заради македонците и добробита на Македонија, посакувам да успеете во овој ремонт и на Македонија, и на општеството, и на системот. Бидејќи јас мислам дека ние што останавме да живееме во Република Македонија, да видиме реални, многу луѓе наши пријатели се селија од Република Македонија, имаме една двојна задача. Таа задача се вика да ја направиме Македонија пристојно место за живење, посакувано место за живење и да ги убедиме еден по еден нашите пријатели да се вадат овдека, кај што им се корените да проучат и да помогнат во развојот на државата. Бидејќи кога човек работи и дава се од себе, само кога е вреднуван во рамки на општеството и кога е еднаков пред законот во рамки на општеството. Кога сте кивиме и сме сега еднакви, но за кој да ги убедиме и оние надвор, тогаш тие ќе се вратат, бидејќи како што кажав, посебно инвестиционен бум, навистина ќе имаме примамливо место за многу луѓе доаѓаат во Република Македонија. Оптимистичко, но примамливо. Знаете дека се познаваме долго време, знаете дека никогаш јас така еуфорично не зборувам, добро ги мерам зборовите кога особено во економскиот дел кога давам определени најавувања, но инвестициите ќе се случат. Ти благодарам што беше. Ви благодарам и вас на поканата. Ми беше чест. Исто и мене. Благодарам и вам што бевте со нас. Се гледаме следниот четврток во 20 часот. Да сте живи и здрави и секако чувајте се многу.